сексуално и репродуктивно здравје, најчесто добивам информации од интернетот, од родителите дома и од пријателите. Најчесто информации добивам за сексуално здравје преку другари, Facebook, интернет, нешто друго, така. Можеме да добиваме од разни места информации. На интернет, да, може доста информација се добива. За се што не треба, впрочем, се. Гледам исто така на порно филмови, порно сајтови, односно. Јас најчесто дознавам информации најпрво од мајка ми, од другарките со кои се дружам и кога ми е нешто, например, дали срам да прашам или така, ги проверам на интернет. Информации за сексуално и репродуктивно здравје најчесто добивам преку разговор со пријателите, значи другарки и другари, дома со родителите. Конкретен извор нема од моја страна, кога како ќе се спомне во друштвото кое се дружам јас, кога излегуваме. И доколку ми интересира, би можел да проверам на интернет, зашто има и постојат и такви страни. И тоа е отприлика, тоа се сите извори што можам да ги напоменам сега. Во училиштето немаме, значи немаме во склоп на предметите, на наставните предмети, туку доаѓаат луѓе од надвор да ни предаваат, иначе не. Во училиште не. Во училиште не добивам информации за сексуално и репродуктивно здравје. Исклучок се оние едукации што се случуваат многу ретко. Во училиште не добиваме информации за сексуално здравје. Во училиште не. Ништо не добивам информации во врска со сексуалните односи или други работи поврзани со секс. Резултатите од истражувањето љубов само после час? Па ние дојдовме до повеќе резултати, меѓутоа ако ги сумираме во една реченица, може да се каже дека ова истражување упатува кон тоа дека во Македонија има потреба од воведување на сеопфатно сексуално образование. Обавезно треба да има сексуално образование во училиштето. Да, јас сметам дека треба да има сексуално образование. Зошто сексуално образование? Јас мислам дека треба да се уведе сексуално образование, поради тоа што младите се многу неинформирани, поради тоа што сексот е една табу тема и никој не зборува за тоа. И може да се значи да се случат многу негативни работи произлезени од неинформираност. Мислам дека треба да има сексуално образование во училиштата затоа што сум слушнала за секакви глупости. Како например за пилулите, за антибеби пилулите, дека влијаат на хормони, дека може брада да израсне, дека можеш нагло да се здебелиш и слични глупости. И треба да има сексуално образование. Има многу митови кои работат на некој принцип расипан телефон од еден на друго во кој ќе запамти. И се менува целата информација и порака. Преку сексуален однос во тек на менструација не можам да останам трудна. Од моето искуство на сите тренинзи и пиер едукации, младите луѓе многу пати веруваат многу повеќе на митовите и стереотипите кои што владаат во нашето општество и тоа е резултат на тоа што немаат правилни информации и нема кој да им ги даде. Државните институции треба да воведат сексуално образование во нашата земја затоа што правото на образование и на информација е основно човеково право. Значи, до сексуалното образование во Македонија не може да стигнеме преку вечер. Ние првенствено го направивме ова истражување, а потоа отидовме кон тоа да се формира една експертска група. Значи, кога велам експертска, велам представници од одговорни институции од Република Македонија, значи од министерствата, од образовните институции, секако. Тука и граѓанскиот сектор кој што работи на оваа проблематика, тука се и интернационалните организации. Значи, една работна група која што треба да смисли некои основни насоки како да се воведе сексуалното образование во Македонија.
Целта на проектот Сексуално образование во Македонија, кога ако не сега, е да изгради цврста младенска платформа која што ќе застапува за воведување на сеопфатно сексуално образование во Македонија. Со сексуалното образование ќе добиеме информирани млади луѓе кои ќе можат да се носат со себе, со својата сексуалност и ќе можат да носат одговорни одлуки и ќе се однесуваат одговорно кон себе и партнерите кои ги имаат. Придобивките ќе се однесуваат првенствено ќе имаме здравствен бенефит од воведување на сексуалното образование, значи намалување на бројот на сексуално преносливи инфекции, намалено ризично сексуално однесување. Ќе имаме помал број на тинејџерска бременост. Нашата бројка на тинејџерска бременост е 3 пати поголема од просекот во Европа. Ако имаме здравствен бенефит, исто така е многу битно дека ќе имаме бенефит во однос на почитување на човековите права, пошто сексуалното образование не се однесува само на здравието, туку се однесува и на позитивните ставови на луѓето и почитување на другите. На крајот на криштата, она што може би и суштинскиот аргумент за политичарите, тоа е дека ќе има и економски бенефит. Only through education can we get people thinking about these issues and deciding that the way they want to live their life, or the way they want young people in this country to live their lives, is based on respect and responsibility rather than on pressure and coercion and maybe violence. Сексуално образование, кога ако не сега? Сексуално образование, кога ако не сега? Сексуално образование, кога ако не сега?